Регионални вести на телевизија КИС. 4 деца со физичка попреченост од Тетово ќе се вклучат во спортски активности, а во мај ќе заминат во Италија. Престојот е во рамки на проектот Спортот е мојата слобода. На двонеделен престој во Италија во мај ќе заминат 4 ученици од Тетово кои имаат физичка попреченост. Учениците се избрани на повик за учество во проектот Спортот е мојата слобода на Институтот за развој на заедницата Тетово. Проектот има за цел ширење на културата за спортската активност, особено кај лицата со посебни потреби. Проектот се имплементира во Еразмус плюс спорт програмата во соработка со СГОНУС Италија и Спортска асоциација за лица со инвалидитет на град Риека. Наменет е за деца со посебни потреби. Целта на проектот е да се вклучат во спортски активности. Во нареден период ќе имаат спортски активности кои дополнително треба да се одредат каде ќе се одржат. И после тоа следува размената на децата во Италија. Проектот Спортот е мојата слобода го поддржа и општина Тетово, како што ни изјави раководителот на секторот за јавни дејности Ахмет Чазими. Лани општината била лидер во Македонија во реализација на 17 меѓународни проекти. Значењето на овој проект е дотолку поважно затоа што во овој проект се вклучени ученици кои што се со посебни потреби и нивното вклучување во со редовни активности, спортски активности во редовната настава и нивно другарување и да бидете дел од европските и глобалните светски трендови, затоа што со реализација на овој проект овие ученици ќе гостуваат во Хрватска, во Риека, каде што заедно со учениците од Хрватска, Словенија и со учениците од Италија, преку заеднички спортски активности ќе реализираат наставни предвидени програми. Значи, дотолку е важно овој елемент од овој проект. Проектот Спортот е мојата слобода започна да се реализира од почетокот на годинава. До крајот на годинава предвидено е освен спортски активности и настани да бидат одржани и вкупно 3 конференции во училиштата во Тетово, во кои ќе говорат ученици, професори и експерти од областа на спортот. Повеќе гостиварски бизнисмени и општината ќе им помогнат на семејствата, чии куќи беа пожарени во петокот навечер. Семејствата денес ги посети градоначалникот Бејта и собствениците на фирмите, кои ќе донираат за обнова на домовите. Повеќе бизнисмени од Гостивар и локалната самоуправа ќе излезат во пресрет на семејствата чии домови беа опожарени во петокот навечер. Пожарот на улицата 18 ноември зафати 3 куќи, од кои во едната нема услови за живот, а во друга има значителни оштетувања. И во двата случаи се работи за семејства со малолетни деца. Третата куќа е оштетена надворешно. Семејствата денес ги посети градоначалникот Невзат Бејта со своите соработници и бизнисмените кои ќе издвојат средства за да се обноват опожарените куќи. И денеска, по скоп на законот, ние ќе доделиме средства колку и дозволува законот. Па тука сум заедно со нашите бизнисмени од нашиот град, што имате делено финансиски средства од буџетот на своето семејство, за да им помогна на двете фамилии што се случила трагедија. Јас како градоначалник сум многу захвален. Исто така мојата екипа, мојата администрација и сите граѓани се многу благодарни на бизнисмените што делат финансиски средства од буџетот на своите семејства да им помогнат на овие две семејства што се случи пожарот. Во пожарот немаше повредени ни човечки жртви. Причините за избувнувањето се уште се утврдуваат. Мртов маж е пронајден во Тетовско долно палчиште. Истиот претходно бил пријавен за исчезнат. Вчера наутро околу 8 часот во канал помеѓу две ниви во местноста Пропаст во Тетовско долно палчиште пронајден е мртов 77 годишниот Ј.Ј. од ова село. Го пронашле неговите внуци кои веднаш го пријавиле случајот. Јавен обвинител, екипа од секторот за внатрешни работи Тетово и лекар по судска медицина извршиле увити, при тоа на неговото безживотно тело не се забележани, односно пронајдени траги на насилство. Со наредба на јавен обвинител телото на Ј.Ј. предадено му е на
семејството со напомена дека претходниот ден околу 10 часот тој се оддалечил од дома и бил пријавен за исчезнат, а подолго време се соочувал со одредени здравствени проблеми. Повредени пешак и возач во две одделни сообраќајни незгоди во Тетово и во Гостивар. Се интензивираат контролните активности на СВР Тетово за поголем ред и безбедност во сообраќајот на подрачјето. Пешак се задобил со тешки телесни повреди во сообраќајна незгода случена утрово околу 6 часот и 30 минути на улицата Видос Милески Бато во Тетово. Во неј учествувале патничко возило Opel Ascona со тетовски регистерски таблици, управувано од 44 годишниот тетовец БМ и 30 годишниот пешак ФС од Слатино. Пешакот со друго возило пренесене во Тетовската клиничка болница, укажана му е помош и задржане за натамошно лекување. По извршениот увид се утврдува причината за несреќата и другите поединости поврзани со истата, информира СВР Тетово. Втората сообраќајна незгода од денешниот полициски билтен се случила на регионалниот пат Гостивар Градец на крстосницата кај Врањовце вчера околу 13 часот, а во неја учествувале две патнички возила, Opel Astra со гостиварски таблици управувано од 63 годишниот НЛ од Топлица и Мерцедес Комбе исто така со гостиварски таблици што го управувал 25 годишниот НД од Радовиш. По судирот едно од возилата удрило во бетонски ограден зид од објект во изградба, додека возачот на Мерцедесот задобил телесни повреди, пренесене во гостиварската болница и по укажаната помош пуштене на домашно лекување. Извршени увити се утврдува причината за несреќата, околностите во кои се случила и се друго. Првично причина е непочитување првенство. Од секторот за внатрешни работи Тетово информација за интензивирање на контролните активности што ги превзема секторот за внатрешни работи Тетово за поголем ред и безбедност во сообраќајот на подрачјето. Во нив меѓутоа и натаму мошне голем е бројот на прекршоците кои се откриваат во и надворот населените места. Вчера во Тетово констатирани се над 50 на различни видови прекршоци, најмногу нерегистрирани 9 и погрешно паркирани возила 11, кои биле заокружени со 17 прекршочни и 36 мандатни платни налози. На гостиварското подрачје вчера исто така регистрирани се 20 на прекршоци, санкционирани со исто толку прекршочни и 29 заокружени со мандатни платни налози. Бројки кои представуваат потврда плюс за присутната сообраќајна недисциплина во поширокиот Полошки регион. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово се огласи со соопштение преку медиумите. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово на својата последна седница расправаше за политичко-безбедносната состојба во Македонија и врз основа на тоа донесе неколку клучни заклучоци, информираат од комитетот во соопштението за медиумите. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово смета дека е вистинско време за формирање на национален совет во кој ќе членуваат сите македонски политички партии кои гравитираат на територијата на општините Тетово и Гостивар, граѓански здруженија и локални еминентни личности. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово ги повикува општинските комитети и организации на ВМРО ДПМН, СДСМ и сите останати македонски политички партии кои функционираат на ова подрачје за заеднички настап на следните локални избори со единствена заедничка платформа во која ќе бидат дефинирани националните интереси на македонскиот народ кој живее на територијата на Западна Македонија. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово предлага редефинирање на законот за територијална поделба, каде што Тетово ќе добие статус на град со 3 општини, при што во една од општините со мнозинско македонско население би имала Македонија за градоначалник. Третооделенката Михаила Филиповска од Гостивар победи на интернационален надпревар за мали убавици во Бугарија. Во голема конкуренција на девојчиња од 15 земји од цел свет, Михаила ја доби титулата Мис Галакси 2017. 8-годишната Михаила Филиповска од Гостивар се закити со победничка круна на престижниот надпревар за убавина и талент, одржан неодамна во Банско, Бугарија. Во конкуренција на 30 учесници од 15 земји од сите страни на светот, нашата гостиварка ја освои титулата Мис Галакси во својата возрастна категорија. Ја добив 2 награди, едната ми беше за убаво одење првата, а втората ми е престижна Little Miss Galaxy.
2017. Многу среќно. Мислев може да заплачам на сцена и мислев срцето ќе ми се извади од градот. Сакам да му се заблагодарам на мојот национален директор Меки Црнокрак, модната куќа Црнокрак и на мојата кореографка Сарита Салмани. Сакам да им се заблагодарам и на моите родители. Малата убавица многу го сака манекенството и има завршено курс по манекенство. Надпреварот во Бугарија беше нејзино прво такво искуство, а наградата што ја доби представува поттик да продолжи по тој пат и во иднина. Веќе има покани за надпревари во Грузија и уште еден во Бугарија. Освен титулата Мала убавица, Михаела на надпреварот доби и награда за најдобро движење на сцената. Покрај манекенство, како голема љубов го има и модерниот балет. Член е на балетско студио и добитник на признанија за танцување. Филиповска е ученичка во трето оделение во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Гостивар. На пресконференција во Француската алијанса во Тетово денес беше презентирана програмата на Франкофонската пролет 2017. Активностите започнуваат вечерва, а ќе траат до 21 јуни, кога ќе биде завршната манифестација Фестивал на музиката. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc aujourd'hui on veut vous présenter. Денес имаме за цел да ви представиме две работи, односно Printemps Francophone, која е, да речем, една манифестација под име Пролет на франкофонијата и истовремено, значи, низините активности, а како втора цел ни да ви представиме новата директорка на Француската алијанса, госпоѓата Шарлен Жуве. Сакам да се благодарам за времето и соработката што има во текот на изминатите 3 години тука. Alors ce printemps on va commencer donc avec la traditionnelle soirée française. Значи прво ќе почнам со представување на отварањето на овие франкофонски активности кои почнуваат оваа вечер со традиционалната франкофонска вечер во 19:30 часот, на која сте сите поканети во кафе барот Шендевере. Значи, Француската алијанса исто така ќе учествува во петок на 24 март на еден форум за францускиот јазик, младите и вработувањето. Еднометничка нота ќе биде, да речем, дадена преку конкурсот за фотографија, на кој што е отворен во сите француски алијанси во низ целиот свет. Така да фотографите аматери, значи, ќе можат слободно да се изразат на темата мода и кодексите на облекување. Активности кои се предвидени за месец април ќе почнат како и до сега, значи секој прв четврток во месецот во клубот, во киноклубот на со нашиот партнер Лоја, значи ќе биде представен филмот Le Chanson d'amour, значи љубовни приказни. За месец април предвидена е сајмна книга со доаѓањето на една француска илустраторка во училиштето во Гостивар. Додека активности предвидени за месец мај се, значи, киноклубот во Лоја, кој што ќе се одржи на 4 мај, како и ќе има и франкофонска вечер, значи во текот на мај месец. Ве поканувам да ја посетите изложбата, односно на портретите на африкански племиња, чии што портрети се реализирани од страна француски фотограф, господинот Доминик Готие. Неговата изложба ќе биде прикажана помеѓу 10 и 17 мај 2017 година, значи во Амам. Значи, во средината на месец мај француските алијанси од Тетово и од Битолор го организираат франкофонскиот камп, на кој што земаат околу 40 на ученици. Значи, како последна активност предвидена за месец мај, тоа е концертот за франкофонијата, кој што е организиран од страна на професори по француски јазик, а се одржува во Гостивар. Значи, и ова франкофонска пролет ќе ја затвориме во месец јуни. Значи, покрај киноклубот во Лоја и франкофонската вечер, значи последна активност предвидена за овој месец, тоа е празникот на музиката, кој што се одржува секогаш на 21 јуни.
соопштението на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан и тројцата европратеници Кнут Флейкештајн, Иво Вајгал и Едуард Кукан има јасна порака да не се свртува вниманието од изборниот процес и да не се поттикнува национализам, за да се спречи реализирање на волјата на народот. Покрај тоа што повторно побара од председателот Ѓорѓе Иванов итно да ја преиспита својата позиција, а релевантните институции да овозможат брзо формирање нова и цврста коалиција, тие упатуваат и други пораки за меѓуетничките тензии. Председателот на СДСМ Зоран Заев денеска се појави во јавното обвинителство во врска со сомневања за финансирање на изборна кампања. Заев вели дека во случајот осомничени се тој, еден вработен во партијата и СДСМ како политички субјект. Денеска им се презентираат доказите кои ги има обвинителството против нив, а врз основа на тоа, како што вели Заев, тие ќе ја подготват нивната одбрана. Се работи за кампања од 2006 година, за изборите кои што се одржаа на 11 декември. Апсолутно нема ништо што представува некаков проблем или каква било резерва од наша страна, вели Заев. Тој вели дека партијата работела законски и на транспарентен начин. Белгија денеска одбележува една година од терористичките напади на аеродромот Завентем и на метростаницата Малбек во Брисел, при што животите ги загубија 32 лица, а повеќе од 150 беа ранети. По тој повод председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, заедно со белгискиот премиер Шарл Мишел и други официјални лица, денеска на платото пред комисијата Европскиот совет открија споменик во чест на жртвите на терористичкиот чин. Францускиот министер за внатрешни работи Бруно Леру поднесе оставка откако призна дека ги ангажирал ќерките на привремена работа во парламентот во текот на летниот распуст. Тој на пресконференција изјави дека тоа била негова одговорност, но негира дека го прекршил законот. Елилејската палата соопшти дека на негово место ќе дојде актуелниот министер за трговија и туризам Матијас Фекал. Во Сенатската комисија за судство и денеска продолжува распитот по номинација на Нил Горчсач на функцијата врховен судија. Тој се очекува да го пополни испразнетото место во Врховниот суд по смртта на Антонин Скалија во февруари 2016 година. Сенаторката Дајан Фајнстајн од Демократската партија истакна дека целта на сослушувањето е да се процени како одлуките на Горсач ќе влијаат врз американскиот народ и дали тој ќе ги штити легалните и уставни права на сите американци, а не само на богатите и моќните. Северна Кореја издаде уште едно тестирање на ракета, но овој пат станува збор за неуспешен обид. Ракетата експлодирала неколку секунди по лансирањето. Веста ја соопштија јужнокорејските официјални власти, според кои тестирањето е извршено од градот Вонсан на источниот брег. Ова тестирање во наредниот период би требало да се покаже како одговор на годишните воени вежби меѓу САД и Јужна Кореја. Инаку во последно време Северна Кореја се почесто минува време во такви тестирања, а експертите велат дека тоа би можело да доведе до напредок во ракетната технологија на земјата. Во музеот на Ван Гог во Амстердам се вратени двете слики на познатиот холандски уметник кои биле украдени од музеот пред повеќе од 14 години. Тоа е сликата создадена во 1882 година, пейсаж во Шевенинген, и едно подоцнежно дело верници по излегувањето од реформаторската црква во Нуенен, кои беа пронајдени од страна на италијанската полиција. Полицијата во Неапол ги откри овие слики кои се од непроценливо значење за време на акцијата против членовите на мафијашкиот клан Камора. Денес имавме претежно сончево и топло време со слаб до умерен јужен ветер. Утринските температури се движеа од 6 до 11, а дневните од 13 до 22 степени. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност и слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Ќе има услови за ретка појава на краткотраен дожд. Утринските температури ќе се движат од 6 до 11, а дневните од 12 до 21 степен.
Ги завршуваме и овие регионални вести. Пријатно!